се наоѓаат соборниот храм на Европската епархија Свети Наум Охридски. Црковната општина е основана 1084 година, најстара во Европа. Во 85 година се купи куќа која се пренамени за потребите на нашата православна црковна општина. Ама се види дека таа е мала за нашите црковни потреби. Се купи место од 5000 квадрати и на тоа место потоа се почна изградба на нашата соборна црква. Во 2003 година се фрлија темелите, додека во 2013 се освети и се почна со редовна служба. Тоа е многу, јас таму долго време сум служам како домаќин и питроп. Во секое време стојам на располагање на црковната општина. Ево, многу сме дојдени сега до при крај со градбата, мислиме дека оваа година па ќе завршиме начисто. Со во основа да се изгради све со требите. Добро стоиме финансиски. Се посетата ни е не баш многу само за Великден и за Божи ќе имаме поголема посета за Коледа кој ќе палиме оган и тогаш имаме многу деца и за Великден првиот ден имаме многу посета со родители со деца. Поглавно во обичните недели и во другите празници имаме посета од 50 па до 100 души, а некојаш и повеќе се собираат спрема дали се софаќат и со шведските празници. Што да кажам, дека јас имаме големи проблеми во работата на црквената општина, пошто и нашиот одбор и нашиот старешина не ги исправуваат одлуките на годишното пособрание, него ги минуваат за своји потреби. Ќе се бориме се докај ќе стигнеме со таа правда или со таа правна регулатура, да, ако да се поштува одлука и на владиката и на годишното пособрание. Се надеваме дека во иднина ќе имаме поголемо разбирање и од владиката, и од старешината на соборниот храм и управниот црковен одбор. Во нашиот град имаме и клуб што се играат КСД Македонија. Порано бевме многу и јаки само обришува за клубот да спомнам за пред 2 години во црковната општина по моја идеја се оформи фолклорна секција која ево многу успешно работи и настапуваат на секоја поголема призба што ја приредуваат црковната општина, Македонскиот сојуз или некој клуб кој има потреба не каните. Ние сме многу позадоволни таа фолклорна секција, оти фактички во цел регион е таа што постои што е активна, а без фолклор, а не знам како се во нашата црква исто постои и секција за религија и за вера, ама таа е многу слабо посетена, слаб интерес имат од нашиве деца и родители. Се надеваме дека во иднина
ако се активираме, ќе зајакниме и таа секција и се надеваме ќе оформиме и други секции и ќе почнеме по пример како што во Канада, Австралија и Америка да црквата преземи све и да би со сите активности пошто во Шведска клубовите паднаа па на многу ниско ниво и скоро немат некоја активност што е поврзана со националните работи на македонскиот народ. Го поđe на фудбал и на забава или организирани игранки. Ама тоа не е цел на еден народ или на една нација да опстанат. Народ може да опстане да го имат јак свој македонски јазик, своји фолклорни, пејачки, драмски, шаховски секции и во црквата секција за религија и за вера. Се надеваме дека во еднина тие работи ќе ги обновиме и ќе успееме да оставиме ние што сме постари, да оформиме нова генерација која ќе води црквата и која ќе има масовна посетеност од младите. Во Малме имаме и македонски клуб Касата Македонија, активно се помагал во секое време и тој клуб на секој начин и цел. Само сега сме многу слаби, ни постои само фудбалската секција, другите секции згаснаа ова година и обновивме пинг-понгарската секција за пинг-понг. Слаба посетеност имат и таа. Многу нашите деца не сакаат да се активираат во македонските клубови, да покажат за македонските работи некоја поголема заинтересираност. Дали грешката е на нас, родителите, или што се вклопија во шведско друштво, во сигурно ќе имат повеќе шведски активности, ќе се швеѓаниве главни организатори. Во Малме постои и задграничен комитет на ВМРО ДПМН со нашиот сегашен председател господин Александар Јованов. Порано бев јас председател на задграничен комитет, сега го помагам како представник за Малме и гласноговорник на комитетот, што можеме да помагаме, многу јас баш лично не сум позадоволен од активноста на задграничниот комитет, ама се надеваме дека во иднина ќе биде поактивен и повеќе ќе се покажат. Друго, ние во Малме македонците се збираме на кафе на неколку места. Едно е то, најглавното е мобиле кај што најмногу пат се збират македонци. Од 20 до 50 души секој ден имат поголема посета, фактички ти имат поголема посета и од клубот и од црквата во обични денови. Одиме и друго место, и Јагерсо, и кај се прават стари работи во среда, сабота и недела, се збираме таму на кафе, се дружиме и прифатно вака за имендани, за родендени, за слави се дружиме, ама не е тоа што беше порано. Се помалци се дружиме меѓу себе, бегаме едни од други како да не сме иста вера и нација. Што е работа, ја не знам. Што тоа е така направено да не се дружиме како порано. Така ево, за македонските прилики и неприлики во Република, што да кажам, тешко е да се даде коментар во сегашно време кога обете македонски партии
све водат, само не водат македонска политика и не се борат за македонските национални интереси, да ја сочуваат Република Македонија како држава на македонскиот народ и на останатите нации. Како што и работата и да пречестанеме ние малцинство во својата држава. Апелирам и до нашиот поглавар Дедо Стефан, како еден, ја мислам дека најглавна личност во Република Македонија за мене лично е Дедо Стефан. Тој треба да малце да повеќе да е активен, да поведе сметка за сочување на Република Македонија како унитарна и православна република или пак држава, како се нарече, и да е држава на македонски народ. Апсолутно ги покажам обите партии, посебно и нашиот председател Ѓорѓи Иванов, по-смело, појако да држи до македонските работи, да не се плашат. Јас мислам дека нашите политичари сите се заплашени кој џало да е влезен во нив за овие македонски работи. Сите имат страф од тој синдром на САД, на Европска Унија и со таа албанска платформа што излезе во последно време е многу безобразена Република Македонија и нашиот унитарен состав. Да не се дозволи таа да се активират, ако таа ќе биде онако кој некоја чума или колера над нас впечатлаат секојаш од сега. Штом едно се појави таа работа, се знае тоа немат лечење, само да се спречи да биде активирана јавно. Како ќе испади, ќе покажи од времето, ама јас се надам дека македонските партии, македонските политичари ќе име доволна свест некој до сега. Еднаш мора да се каже стоп, дека ова е Македонија и дека ние тоа сме македонци и Македонија е православна држава. Ако живеат и муслимани и други религии имат и други нации и вери, ама тие се малцинства. Мора да се знае што е малцинство, што е народ во секоја држава.